Додека не ја разбереме земјата, ќе се спротиставуваме на се она што ќе го допреме. Економски гледано, земјата нема век на траење. Сушност, земјата е бесконечна. Ние ја користиме, експлоатираме, а понекогаш и злоупотребуваме, мислејќи дека ни припаѓа на нас. Земјата и припаѓа на иднината. Ние си доаѓаме и си одиме, а земјата е секогаш тука. Деновиве во Македонија се водат големи дискусии за нацртот на законот за продажба на државно земјоделско земјиште. На ова тема, мојот гостин е председавач на иницијатива Граѓански фронт Јордан Трајков. Јордан, вие од иницијативата Граѓански фронт излеговте со став дека е неприфатлива идејата да се врши продажба на државно земјоделско земјиште. Зошто е тоа така и какви негативни последици тоа може да предизвика? Па, овој нацрт закон што го носи, што го предлага владата и кој што е веројатно направен на доста нетранспарентен начин, сметаме дека е исклучително штетен за сите нас, за сите граѓани на Македонија. Зошто? Затоа што со овој закон се овозможува на мала група на луѓе да ја зграби земјата во Македонија. На прв поглед на овој нацрт закон се чини како целта на законот да е за земјоделците да можат да си купат земјиште, тоест да земјиште стане нивна собственост. Меѓутоа, човек кога подобро ќе го прочита законот, се заклучува потполно спротивното. Имено законот предвидува дека минималната парцела ќе биде 10 хектари, 100 декари, 100.000 метри квадратни, а цената по која што ќе се продава е од 0,3 евра до 1 евро. Е сега, нашите земјоделци, кои што со години се измачувани од фактот дека тие немаат вистински пазар, така што земјоделците не можат да си го валоризираат својот труд преку продажба на земјоделски производи, веќе со години наназад е тоа така, нашите земјоделци се финансиски истоштени и тие не можат да купат земјиште. Значи, ако е 100.000 метри квадратни најмалото, по 1 евро, тоа се 100.000 евра. Јас тврдам дека на било кој земјоделец да му се јавиме сега, нема да најдеме ниту еден што ќе може и што ќе рече да, јас имам сега во джепот 100.000 евра и јас ќе влезам во купување на земјиште. Значи, нашите земјоделци нема да влезат во купување на земјиштето, а од друга страна, пак луѓе, фирми, странски фирми, корпорации, кои што, таквите пари не им се проблем, тие ќе влезат во наддавање, а наддавање ќе биде максимум 1 евро, и тие ќе си купат земјиште. При што во законот вели дека тоа ќе се прави во 4 очи со нив, поготово со странците, кои што во овој нацрт закон повторно, како и многу прати до сега, се кријат зад фразата стратешки партнери, стратешки инвеститори. Значи, таквите стратешки инвеститори со сомнителни пари, со сомнителни намери, ќе го откупат целото земјоделско земјиште. Тука мораме да имаме во предвид дека најубавото земјоделско земјиште и поголемиот дел од земјоделското земјиште во Македонија е во државна собственост, се уште. Значи, крајниот резултат од спроведување на еден ваков штетен закон би било тоа дека мала група на сомнителни лица од странство со сомнителни пари и наши транзициони олигарси би го зграбиле целото земјоделско земјиште кое што е во државна собственост, додека земјоделците нема да можат да си купат ниту една педа земјиште. Сега, некој ќе рече, па добро, еве тоа нека се деси, што е тука проблемот.
Оваквата појава веќе ја има во светот и тоа се вика land grabbing на англиски или грабање на земја. Затоа јас оваквите лица кои што би купувале ги викам грабливци. Значи, еднаш кога грабливците ќе стават шака на тоа земјиште, ние како држава веќе не можеме да управуваме со тоа земјиште, а грабливците на тоа земјиште ќе одгледуваат култури кои што тие ги сакаат, затоа што правото на приватна собственост им го овозможува тоа. И сега, ако ние сме заинтересирани да на тие земјишта произведуваме храна за нас, тие можеби нема да бидат заинтересирани за такво нешто, тие можеби ќе бидат заинтересирани, не знам, за производство на пауловни дрва, па да ги продаваат дрвата, или можеби ќе бидат заинтересирани за марихуана, или можеби ќе бидат заинтересирани за некакви растенија од кои што потоа се произведува биодизел и така натаму. Значи тие ќе се бидат заинтересирани за некоја по некој собствен план да произведуваат некакви култури на тоа земјоделско земјиште. Со таквото нешто де факто ќе бидеме зависни од увоз на храна. Зависноста од увоз на храна е една не може да се каже кога една земја е зависна од увоз на храна, не може да се каже дека таа земја е безбедна, дека е стабилна и дека е независна. Значи ќе изгубиме и независноста на државата. Земјата е стратешки биден ресурс, тоа е последниот ресурс кој што не се распродаде во изминатите 30 години. Интересно е дека како кој дојде на власт во Македонија, стално сака нешто да распродава и веќе во 30 години видовме на распродажба во Македонија и сега овој последен значаен стратешки ресурс сакаат истиот да го отуѓат и да го стават во раците на малкумина. Се на се многу штетно во иднина да биде така. Замислите ситуацијата да ни се повтори она што беше во Отоманската империја. Не знам луѓето колку се свесни дека во Отоманската империја турците беа тие што беа сопственици над земјата, а македонците беа закрепостени селани кои што можеа само да работат за турците на таа земја. И тогаш беговите владееа со земјата, а македонците македонските граѓани, сите македонски граѓани што биле тогаш на овие простори што живееле, морале да се молат кај нив за храна, значи немале ниту за храна, тоа што ќе се смилува бегот. Сега, во 21 век, некој сака нас да не врати назад во феудализам. Значи, ова би бил некој модерен феудализам. Не можеме тука да збориме ниту за демократија, ниту за пазарна економија, не. Тоа би бил некој тип на модерен феудализам, каде што луѓето се лишени од ресурсите. Еден од тие ресурси е земјата, кој што е есенцијален за живот. Така што ова е исклучително штетна намера, ужасно штетна намера која што владата сака да ја спроведе и сметам дека сите ние, граѓани на Македонија, треба да се дигнеме одлучно против вакво Познавање на историја дефинитивно е предуслов за добра, успешна иднина. Добро што го посочивте ова во однос на минатите искуства, историски искуства на граѓаните во наша земја, па и во други земји. Посочивте дека има можност купувачите во покасна фаза да го урбанизират тоа земјиште и секако да ги експлоатират минералните ресурси кои што се под почвата. Во тој дел, какви се искуства во другите земји кои веќе го направиле овој чекор? Има повеќе земји во светот чии што влади исто така направиле ваков глупав чекор. Значи, вообичаено тоа се сиромашни земји кои што дозволиле да се деси вакво грабање на овој ресурс на земјоделското земјиште. И во таквите земји, верувајте, нема среќа. Тие земји ќе останат зацементирани длабоко во сиромаштијата. Значи, еве само еден пример да дадам, во Романија, каде што се има десено, во моментот од сите собственици на земјоделско земјиште, 1% од тие што имаат било каква земја, поседуваат 54% од вкупното земјоделско земјиште. И нормално дека тоа значи
монопол над пазарот и тие сега си произведуваат тоа што тие сакаат, а не тоа што е потребно на Романија. Има и други такви земји низ светот на кои што им се има десено овакво нешто, а од друга страна ќе видите дека земји кои што се напредни, кои што грабаат напред во својот развој, вакво нешто не им ни текнало да разговараат по вакво нешто. Значи проблемот е Словенија, вакво нешто нема. Така што прашањето е ние дали ќе бидеме паметни и ќе видиме што се десило кај некои земји и што се дешава кај развиените земји, или пак ќе бидеме глупави и ќе им поверуваме на владата. Инаку, тоа што е интересно е дека во законот, во нацрт законот се предвидува можност да после 10 години земјоделското земјиште се урбанизира. Значи, од земјоделско земјиште се претвара во градежно земјиште и тие инвеститори, стратешки инвеститори за само 10 години, значи тие си купиле нешто што е многу ефтино, чекаат 10 години, имаат доволно пари, само седат на тоа земјоделско земјиште, можеби и ништо да не произведуваат, и по 10 години тие ни градат можеби и диви депонии, можеби и депонии на тоа земјиште. Значи таквото нешто е страшно. И да биде белјата уште поголема, значи нацрт законот предвидува и дека истите тие стратешки инвеститори, ја ги нарекувам грабливци, со право, може да си купат земјоделско земјиште, да почекаат 10 години и по 10 години да почнат да експлоатираат минерални суровини кои што се наоѓаат под почвата на одредена длабина. Со оглед на фактот дека се знае што каде има и дека таквите примарни испитувања на македонската почва се горе-доле завршени, таквите грабливци ќе влезат во купување на земјоделско земјиште таму каде што се знае дека под почвата има различни минерални суровини и тие по 10 години ќе отварат рудници. Така што наместо да имаме живот, ќе имаме смрт. Наместо да имаме еколошко производство на храна, ние ќе имаме токсично производство на некакви руди. Значи сето тоа е ужасно штетно и крајот е едноставно дека од Македонија нема да остане ни мрт. Факт е дека го видовме тоа дека државата е лош стопанственик. Што е вие што мислите што треба да се направи со ова државно земјиште? Значи ние мораме да бидеме попаметни во тој поглед. Државата не е добар стопанственик и еве се гледа дека има и доста корупција и во однос на давањето на земјиште под концесија. Ние од Граѓански фронт не сметаме дека треба да се задржи постојниот систем со давање на концесија, затоа што и тоа давање на концесија пак понекогаш и често пати завршува во раце на транзицијски олигарси. Значи, сметаме, ние им даваме решение, не е само да критикуваме, туку напротив даваме издржано решение. Решението е во тоа да земјоделското земјиште се подели на граѓаните на Македонија. И тоа на сите граѓани на Македонија и нашата математика вели од 8 до 10 декари по човек. Сега, кога овака некој ќе го слушне тоа, му се веднаш на човек кој што е лаик, му се ројат разни мисли, разни прашања, нели, во главата, сигурно дека едното од прашањата е, па добро, 8 декари, нели е тоа ситнење на земјата? Не е тоа ситнење на земјата, затоа што ние велиме 8 декари на секој граѓанин на Македонија. А мора да се размислува по семејство. И сега, ако едно семејство во просек е 4 члено, тоа значи дека едно семејство 4 члено добива 32 декари. Значи нема да има на секој 8 декари меѓи, напротив 32 декари добива 4 члено семејство. Друго нешто, ќе се води сметка и за пошироко семејство, така што на пошироко семејство, ако тоа пошироко семејство или 8 до 10 членови, значи земјата се дава на едно место, така што нема збор за ситнење на земјата, напротив, се работи за идеја да се даде тој ресурс во рацете на граѓаните. Понатамошен аргумент во однос на дека не се работи за ситнење на земјата е следното. Значи, ако ги земеме сите регистрирани земјоделци во Македонија
Јас кажав дека тврдам дека никој од нив сега нема 100.000 евра да извади и да купи земјиште. Меѓутоа, секој регистриран земјоделец има најмалце 30 декари во негов посед. Па на таков земјоделец, деве да речеме 4 члена семејство, кога ќе им дадете плюс одма до неговото парче земја или во непосредна близина уште 32 декари, значи тој земјоделец веќе станува со 62 декари земјиште. Значи тоа значи окрупнување, а не намалување на земјиштето, при што тој ресурс му го давате бесплатно, така што он после тоа треба да размислува само на квалитет и квантитет на она што ќе го произведе и не го задолжувате со кредити по тој основ, така да му давате една поголема шанса. Понатаму на луѓето во однос на ова наша идеја за распределба на државното земјиште, поготово на луѓето кои се наоѓаат во градовите, веднаш ќе речат: дај, немој, мене не ме интересира земјиште да добијам. Значи мораме да објасниме дека сваќаме дека ќе има луѓе, граѓани кои што ќе сакаат да добијат земјоделско земјиште и да го работат тоа, ќе има луѓе кои ќе речат: не, јас не сакам да работам на земјоделско земјиште, меѓутоа не сакам ни да го продавам. И третата група на луѓе ќе биде дека ќе има луѓе кои што веднаш ќе речат: јас сакам да го продадам, сакам да го земам, но сакам и да го отуѓам тоа земјиште. Значи тоа се тие три групи на граѓани кои што ќе се формираат во првиот чекор на оваа наша идеја. Значи првен сондираме, гледаме кој спаѓа во која група. Сега, од овие луѓе кои што ќе сакаат да обработуваат земјиште, ајде да кажеме дека тоа се 4 од 10 кои што ќе сакаат да обработуваат земјиште. Значи нив ќе им се понуди исто така и купување од онаа група на луѓе, еве да речеме 3 од 10, кои што ќе речат: ние сакаме да продадеме. Така. Значи, на овие луѓе, не само што на семејство му даваш 32 декари, него им даваш и можност да купат од онаа третата група која што сака да продаде земјиште. Сега, како тоа финансиски да се изведе? Прво, на овој што сака да продаде, им се вели: окей, вие продавате, меѓутоа нема да добиете пари, туку ќе добиете фонд во вашиот пензиски фонд. По пензионирање го добивате таквото нешто. Ме сваќате? Значи, таа група на луѓе веднаш ќе го продаде земјиштето, меѓутоа нема да добие пари, туку добива екстра пари на некој пензиски фонд. 4 члена семејство добива 32.000 евра во некој пензиски фонд кој што понатаму му се оплодува и тек која ќе се пензионира луѓето од тоа семејство може да ги добијат тие пари, нели пак на рати. Додека истиот тој пензиски фонд ќе може да инвестира само во кредити во овие првата група кои што сакаат да купуваат. Значи, кој сака да купува, добива кредит од истиот пензиски фонд и го добива земјиштето и полека го отплаќа. Значи, тоа се тие две групи и како сметаме дека сите добиле подеднакво, меѓутоа овие го проделе, а овие добиле екстра земјиште, наспроти тоа, за дел од земјиштето се задолжиле во пензискиот фонд долгорочно, не на краток рок, за да може да го отплатат тоа со една добра каматна стапка. Сега, ова втората група на луѓе кои што ќе сакаат да го дадат под наем земјиштето, тие исто така може да им го понудат на оваа првата група на луѓе. Значи тие што сакаат да окрупнат. Така што како што сега државата им дава концесија, така ова втората група на луѓе ќе им дава на првата група на луѓе. И на таков начин земјоделците, крајниот резултат од ова ќе биде дека земјоделците ќе добијат земјиште во сопственост од државата. Второ, ќе имат можност да окрупнат преку купување и ќе имат можност да окрупнат преку изнаемување од овие други две групи на луѓе. Ако тоа добро се организира, добро се изведе, овие првите земјоделците ќе завршат со значајни земјоделски површини, добри, не распределени, не расцепкани, туку окрупнети, и на таков начин тие ќе можат да бидат продуктивни во своето работење. Но сите групи добиваат екстра приходи. Само ако добиеме екстра приходи,
додадени приходи, тогаш можеме да излеземе од сиромаштијата. Значи, со овој наш проект даваме ресурси кон граѓаните, за да тие граѓани добијат екстра приходи, тоест додадени приходи. Тука се веднаш се поставува и прашањето, поготово има многу скептици, нели, одна ставуваат прашања кои што не сакаат да го слушнат целиот концепт, али со право би го поставили ова прашање. Добро, како тоа мислите да дадете земјиште кога гледаме дека и земјоделците бегаат и напуштаат земјоделски површини кои што сега ги поседуваат? Како тоа сакате да давате земјиште кога младите очи вадат, сите сакаат да избегаат од државата, и ако отидете сега по нивите, ја ви тврдам дека на нивите се воглавном пензионери. Еве, во Тиквешијата, каде што сум јас лоциран, јас ви тврдам дека по лозијата во момент не можете да најдете млад човек. Мора да се влези во коренот на тој проблем, за да се разбере. Значи, суштината е неорганизираноста на зелениот пазар. Во моментот, значи, земјоделците, тоа го кажав и на почетокот, не добиваат валоризација за својата инвестиција и за својот труд, затоа што не постои пазар добро организиран за ниту една од земјоделските култури. И тоа е на терет, мораме тоа да го кажеме, на сите досегашни владеачки политички гарнитури. Значи, ниедна политичка партија не се зафати со решавање на тој круцијален проблем. Да се отварат пазари. Пазите, ние сме над 7 милиарди луѓе на оваа планета. Ние многу скоро ќе бидеме 8, а потоа предвидувањето се дека за 5-6 години ќе бидеме и 9 милиарди жители. Не може некој да ми каже дека храната не се бара. Тоа е лудост. Има само неорганизираност кај нас дома, кој што потекнува од политичарите кои што не водат, за да ние не можеме да продадиме храна. Во овој свет каде што храната се бара. Значи, треба да се организира зелен пазар. И верувајте ми, јас да сум премиер на оваа земја, па нема да остане една краставичка, едно патлиџанче, едно гровче на нивата, една јаболко нема да остане. А срамота е да не можеме да продадеме тоа. Круцијално за секоја влада е да го организира извозот на нашите земјоделски производи и извозот на преработките од земјоделските производи. Дали се тоа во тегла, дали се во конзерви, дали се во шишиња, не е битно. Земјоделските производи мора да се извозуваат. Еве да ви кажам ја една фрапантна работа. Што сигурен сум дека јавноста во Македонија воопшто не ја знае. Сигурен сум дека и вие не ја знаете. Значи, веќе трета година овчарите немаат никаков пазар за волната од овците. Ви се верува? Значи, покрај млекото, од кој што прават сирење, месото од јагнињата, третиот производ од овците е волната. Така им пропаѓа. Трета година веќе поред, така им пропаѓа волната. Значи, државата не го организира тој пазар. И сега како некој да оде да биде овчар па да гледа овци. Од друга страна, лозијата, велиме дека се 24.000 хектари во Македонија, а луѓето ги напуштаат. Зошто ги напуштаат? Затоа што не може да се живее од 12 денари по килограм грозје и 10 денари по килограм за смедеравка и за вранац. Значи, за квалитетно грозје од типот на кабарне, од типот на вранец, квалитетен, кој што е 1000 до 1200 килограми на декар, цена кој што би требало да биде е негде околу 30 денари. Не смее да биде под тоа. За кабарне или за шардоне исто така. Меѓутоа, нема разработен пазар. Значи, тоа е од круцијална важност е да една влада работи на тоа. Ние во граѓански фронт го решаваме и тоа прашање. Ако се погледне нашата предлог програма, ние велиме дека ќе водиме проактивна надворешна трговија, надворешна трговска политика. И што се крие позади тоа? Позади тоа се крие многу простото. Го откупуваме како држава цело производство, се што ќе се произведе и одиме надвор и го продаваме надвор. Значи нема што да збориме. Ќе се продаде затоа што велам. 8 па 9 милиарди жители има да јадат. Ти треба да им однесеш квалитетен производ. И сега, ако се организира добро земјоделскиот пазар, зелениот пазар, ако се организира добар откуп, да земјоделците добиваат пари веднаш, што се вели на нива, популарно, тие луѓе ќе бидат заинтересирани и како ќе бидат заинтересирани да го гледат. Па тие сега имаат изгубено надеж тие луѓе.
А кога ќе има пазар, па тие знаат да произведуваат, да не ги подценуваме. И тогаш ќе видите дека луѓето ќе се тепаат за да земат повеќе земја, кога знаат дека се што ќе произведат ќе се продаде. И тогаш ќе ги вратиме младите, и тогаш ќе можеме да збориме за поголема продуктивност, тогаш ќе можеме да збориме за воведување на нови технологии, на повеќе машини во нели обработката на земјиште и во одгледувањето на различните култури, затоа што тоа ќе биде исплатливо. Ако некој има пазар за неговиот производ, тоа ќе биде исплатливо. Не можеме да очекуваме ние од земјоделците тие да бидат и земјоделци, тие да се грижат и за наводнувањето, тие да се грижат и за седењето, и за гледањето на дадената култура, рмбаат од утро до мрак, и тие да бидат селс-агенти, популарно наречени маркетери, да тие одат и да продават, па уште и да очекуваме дека некој од нива ќе отиде, не знам, на пазар у Дизелдорф да продава нешто. Не е така. Значи, со нашиот проект комплементарно на тоа што велиме дека би се дадела земјата на сите граѓани на Македонија и дека би се организирал тој трансфер на земја од тие што сакат да продадат кон овие што сакат да купат и од тие што сакат да изнемат кон овие што сакат да ја земат под наем земјата, паралелно мора да се влезе со организација на зелениот пазар, така што земјоделците ќе имаат можност да го продадат за вистинска цена и наплатена веднаш. Тоа ќе направи голема разлика. И сега, кога земјата ќе отиде во голем број на луѓе, нели во Македонија, тие луѓе веќе одат нагоре, тие веќе не се закрепостени селани, тие се веќе во средна класа, затоа што имаат пристојни додатни приходи. Тоа е разликата и тоа е вистинската економска логика како од тебе да одиме во развој на нашата држава. Така што нашиот предлог за предлог решение за државното земјиште е тоа и е сеопфатен. Значи немате едноставно решение на сложен проблем. Меѓутоа, ова е тоа што ние го нудиме и сме сигурни дека доколку така би направиле, дека Македонија ќе се помрдне од местото на најсиромашна држава во Европа и дека ќе ги направиме сите граѓани да имаат додатни приходи и да влеземе во средна класа. Навистина импресивно се ова што го кажавте, звучи како одржливо решение кое што може да се примени во овие услови. Како планирате и како можеме да им кажеме на властодржците и како би можело вашето решение кое што го предлагате да се имплементира? Значи, ние како иницијатива Граѓански фронт, прв пат кога државата, кога владата се изјасни за оваа ужасна намера дека сакаат да го распродаваат државното земјоделско земјиште, реагиравме, пишевме по медиуми, надевајќи се дека тие ќе го повлечат таа своја намера. Видовме дека тоа не се стори, така да ние како луѓе почнавме да се организираме. И ова е сега иницијатива за формирање на политичка партија, затоа што сметаме дека исцрпена е можноста како граѓани, како активисти, како сдружение на граѓани да се бориме затоа што тие стално нешто измислуваат ново и ново кој што не води кон напредок. Така да одлучивме да формираме партија и во натамошниот период ќе пробуваме да стигнеме нашиот глас да стигне до ушите на народот, надевајќи се дека народот ќе не слушне и дека ќе застане со нас, прво да го одбраниме, да ја одбраниме Македонија од ова ужасно зло кој што се надвиснало на нас, и второ дека тие граѓани на изборите ќе дојдат да гласаат за ова предлог програма кој што навистина нуди излез од сиромаштијата, да ги претвориме сите граѓани на Македонија во средна класа, да излеземе од ова маџепсаниот круг на сиромаштијата. Има уште еден аспект што сакав да го спомнам во однос на решението, тоа е наводнувањето. Значи нема земјоделие без наводнување. На жалост 30 години ниту една влада, може да се каже некоја влада направи по неколку метри хидромелиоративни системи. Кога ќе споредите што се дешаваше во екс Југославија,
кога беа направени огромни хидромелиоративни системи кои што беа во тоа време state of the art, најмодерните во свет, тоа после 90-тите години веќе се деградираше, така што ние имаме ситуација сега да ни постојните земјоделски површини не се наводнуваат. Значи, третиот комплементарен сет од мерки е огромна инвестиција во хидромелиоративни системи, така што ќе им се овозможи на земјоделците да не размислуваат на тоа, него да им дојде вода до нивната нива, со тоа што тие треба да одат во капка по капка, затоа што се повеќе ние остануваме без вода. Мене ми е жално што гледам дека ниту една влада не гледа стратешки, затоа што Македонија е во појасот каде што со ова нели со глобалните случувања да имаме климатски промени, значи нас ќе ни се деси дезертификација на Македонија. Значи ние мораме да се одбраниме со градење на хидромелиоративни системи, што па од друга страна нели ќе го поттикнат и понатаму земјоделието. Значи државата треба да ја даде земјата во собственост на граѓаните, второ да го обезбеди зелениот пазар и трето да изгради хидромелиоративни системи. Четвртото е дека преку системот на промена на даноците, поготово во локалните самоуправи, дека мора да се грижиме и за локалните патишта, за да до секоја нива има добар пат. Луѓето што седат во канцеларија во Скопје, во тоа некој министерство кои што пишуваат закони, не се ни свесни со какви маки се соочуваат луѓето кои што гледат, кои што се земјоделци. Така да тоа се 4 сета од мерки кои што заедно сето ствараат една додатна вредност за целата држава, со што ќе се направи додадена вредност и ќе излеземе сите од сиромаштијата. Така ја гледаме работата, се надеваме дека граѓаните на Македонија ќе препознаат дека нудиме вистински издржани решенија. Проблемот е што ќе треба да се пробиеме медиумски на некој начин и да доприме до народот. Нема да биде лесно, свесни сме за тоа, меѓутоа знаете што? Ние сме борци само победуваат. Повикавте во вашите претходни настапи, во јавни настапи, повикавте на протести против овој нацрт. Кога и каде? Значи, првен повикавме за 24. Свети Кирил и Методи, меѓутоа ја променивме таа одлука поради тоа што ни се јавија и други можни партнери за организација на настани кои ќе побараат да сепак тоа биде на 25. мај во 6 часот после пладне пред влада. Ќе го организираме нашиот прв протест. Може би нема на овој прв протест да имаме многу луѓе, очекуваме да дојдат луѓе, да се појават, меѓутоа ние ќе продолжиме после тоа со протести. Мораме да допреме до до мислите на секој граѓанин во Македонија и со овие аргументи што ги изнесов, да граѓаните увидат дека ова е страшно сценарио. Знаете што, ние се уште ја памтиме тука во Македонија приватизацијата. Приватизацијата донесе до тоа да имаме неколку, и тоа неколку само, успешни транзицијски олигарси, кои што зграбчија голем дел од ресурсите, од средствата за работа, од фирмите, додека останатите сите ништо не добија од таа приватизација. И таа приватизација беше криминална, лоша, кој што ја викам грабизам. Значи, сега ќе ни се деси ист таков грабизам, само уште полош, затоа што земјата е стратешки побитен ресурс. Значи, мора да допре тоа до секој граѓанин на Македонија, да биде свесен и да се дигне против ова зло. Без разлика дали некој е член на СДСМ, дали е некој член на ДУИ, и сега ДУИ и СДСМ се на власт, па тие мораат да го следат лидерот и да одобруваат. Не, тие мораат да размислат и да сватат дека ова е лошо и дека е окей да се критикуваат тие нивни лидери кога прават грешка. Значи, ова е и до нив повек. Исто така ВМРО, тие беа дел од власта. Значи, ако овие врхушката на ДПМН гласа за закон за легализација, овие доле тебе да критикуваат.
легализација на дивоградби. Значи, исто и за овој закон, ако врхушката на ДПМН смета дека овој закон треба да помине, овие доле кои што се земјоделци, граѓани, работници, значи тие треба свесно да ги критикуваат своите лидери и да влезат со нас во овој отпор и да кажеме сите заедно дека не смее да се распродава државното земјиште. Нашето решение вели на сите граѓани, без разлика дали се од ДУИ, од СДСМ, од ДПМН, од Граѓански фронт, без разлика сите граѓани на Македонија, од бебе до најстар добиваат земјиште. Тоа е правилна и праведна распределба на тој ресурс. Така да ние се надеваме дека ќе дојдат граѓани на тие протести и дека ќе успееме да ја тргнеме оваа опасност пред нас, што може да значи и убиство на Македонија. Јас го велам ова дека може да биде последниот клинец во ковчегот на Македонија, ако дозволиме ова да се деси. Јордан, ви благодарам за вашето исцрпно излагање. Се верувам дека вашиот глас ќе допре до народот и дека граѓаните ќе имат доволно информации да носат разумни, свесни одлуки кои што се за благосостојба како на сегашните, така и на идните генерации кои што ќе живеат во оваа држава. Јас ви благодарам и вас што ме поканивте и ви благодарам и за времето што го посветувате на оваа исклучително важна тема.